Денеска сме во Лешок, ќе разговараме со поранешниот македонски фудбалски репрезентативец, а моментално тренер на ФК Вардар, Александар Ласовски. Саше, добре дојде во нашата емисија. Ти благодарам што прифати да учествуваш. Добре најдов и поздрав до вашите гледачи. Благодарам. Кажи ми, Саше, зошто баш фудбал? Па ете, може повлекло и ген, што се вика, татко ми беше фудбалер, брат ми исто така, чичко ми ради исто во Германија. Така да мислам дека уште од моја најрана возраст се роди љубов кон фудбалот. Така да фудбал едноставно ми беше у крвта и се одлучив да се занимавам со фудбал. Почнуваш да играш фудбал некаде в средината на 90-тите, односно почетокот на 90-тите во Скопски Металург. Да. Зошто баш во Металург и како се случи тоа да почнеш да тренираш фудбал во еден клуб? Па добро, Металург ми беше, што се вика, на 200 метри од кај што живеевме. Бевме едно 10, ете да кажем, другари иста генерација и сите одлучивме се запишеме во Металург. Така да уште тогаш, ете, од 10 годишна, 11 годишна возраст ги поминав сите млади категории на Металург. Потоа премина во Скопје, кој исто така е комшински клуб, бидејќи Металург тогаш имаше проблеми со, мислам дека со финанси, и Ѓокот Светковски кој ни беше тренер во Металург ја повлече цела екипа во Скопје, каде што успеавме да стигнеме до полуфинале Куп на Македонија. И после тоа, поминувајќи и сите млади категории на Скопје, заиграв и за првиот тим. Меѓутоа не одиграв повеќе од 10 на превари, бидејќи веднаш заминав во Цементара, кој тогаш беше еден од подобрите и финансиски и подобрите македонски клубови, така да после ми кариерата тргна по нагорна линија. Кажи ми, додека настапуваше во Металург и во Скопје во младите категории, настапуваше и за младинските селекции на македонската репрезентација. Кажи ни нешто и за тој период, кај кој селектори, во кој период настапуваше, некои успеси со младинските репрезентации? Па мене селектор ми беше, тој период го памтам, Ванчо Трпевски. Значи, памтам еден добар турнир во Холандија, каде што одигравме со многу јаки репрезентации. Тоа беше турнир и репрезентации и екипи, игравме со Пари Сен-Жермен, со репрезентација на Холандија, со Феенор. Така да, од тој период и бразилски екипи, да, од тој период го памтам тој турнир каде што одигравме навистина добро. Така да селектори ми беа потоа Јово Никушев, Ванчо Трпевски, кој беше тој период, Вујадин Станојковиќ, така да ете тој период убаво го памтам во македонската фудбалска репрезентација. Така. Кажа дека во сениори почнуваш во Скопје, меѓутоа она главното следува во Цементарница. Па да, во Цементарница тој период, како што кажа, беше многу здрава екипа, зборам финансиски и многу добра екипа која редовно играше во европските купови. Така да тој период под водството на Алекс Мацков одиграв добри 6 месеци. Така да после тие 6 месеци веднаш добив позив од Канатларовски во репрезентација и го имав своето деби против Азербејџан во Бугарија. И потоа, знаете како, по година дена остана во Цементара, ме бара повеќе екипи Партизан, Динамо Загреб, меѓутоа ете со Цементарница игравте и во Европа. Игра во Европа 2 години, меѓутоа Вардар како наш најголем македонски бренд и како најуспешен клуб од македонски и од бивша Југославија сега, кога ме повика не размислував воопште и решив да продолжам во Вардар. Кажи ми, од кога почна да играш фудбал? Веднаш беше штопер, односно централен дефанзивец, или во младински категории малку ти ги менуваа позициите, додека не се откри самиот и тренерите, додека не видоа на која позиција си слушаш најдобро? Да, јас играв на сите позиции во дефанзивниот ред. Значи играв и лев бек, играв десен бек, играв порано, ако се сеќавате, си играше со либеро, играв преден штопер, играв задни везни, дефанзивен везен, така да тоа е моја предност што сите ги поминав сите, што се вика, сите позиции и се најдов себе си како централен одбранен фудбалер кој ете со успех настапува. Веројатно тоа ти помогна и во сениорската конкуренција, бидејќи ако не можеше да фатиш место некаде како централен дефанзивец, можеше да покриеш и на неколку други позиции во одбраната. Па да, значи јас или ако некој играч се повреди од соиграчите. Па јас често во репрезентација, тоа време кога беа селектори Катанец и Канатларовски, значи ние против јаките репрезентации игравме со 4 одбранбени централни фудбалери, јас играв десно, лево, централно, значи бевме флексибилни тој период, така да со успех колку што можев настапував на сите позиции, не ми било проблем да играм на било која позиција од дефанзивниот ред. Да. Кажавме дека од Цементарница преминуваш во Вардар, најтрофејниот и најголемиот клуб во Република Македонија.
Кажи ми нешто за тој период во Вардар, дали освоивте некои трофеи, титули и дали со преминот во Вардар почна да пристигнуваат и понуди за интернационална кариера? Да, значи тој период многу добро го памтам во Вардар, тренер беше Ѓоко Хаџиевски, кој уште од припремите поминати првите со него ми даде до знаење дека вреди да едноставно он гледа голем играч во мене, дека да продолжам потенцијал, да продолжам со работата. И јас можам да кажам дека тој е еден од најзаслужните за мојот како да кажам фудбалски, да, затоа што во Вардар има многу добри 2 години под негово водство, успеавме 2 пати да бидеме шампиони. Еднаш игравме полуфинале куп каде што несрекно изгубивме на пенали од Беласица, така да тој период под водство на Ѓоко Хаџиевски може го имав најдобриот фудбалски напредок во мојата кариера. Зборам во македонската фудбалска лига. Бевте шампиони на Македонија. Бевме 2 години поред, да. Бевте шампиони на Македонија, игравте и во европските купови. Игравме добри утакмици со Стандард Лиеш, со Рома, со тој период игравме и со, ако добро се сеќам, со Шалке. В Интерто, така да игравме против многу добри екипи и нормално со квалитетни утакмици се дига нивото на игра на секој. Дали тоа беше препорака за да стигнуваат на ваша сметка да стигнат понуди за интернационална кариера? Па уште од тогаш за мене имаше интерес, поготово после на период со Шалке, значи некои бундеслигаши пројавува интерес да преминам ке нив. Меѓутоа јас вистинската понуда, да кажам прва официјална дојде од Спартак Москва, каде што за жал не ги поминав лекарските прегледи. И потоа доаѓаа понуди кои нормално ти како фудбалер не си сами, не се прашуваш, туку има и раководство на клуб на Вардар кој одлучува, така да одлучивме да прифатиме понудата на тогашниот второлигаш Ајнтрахт Франкфурт, што за мене беше вистински погодок, бидејќи не замина веднаш во прва лига, туку клубот додека растеше во втора лига, полека ја научив Бундеслигата, го научив јазикот, така да спремено отидов таму и веќе за 6 месеци успеавме да влеземе во прва Бундеслига. Сега пред да се префрлиме на периодот во Ајнтрахт Франкфурт, би сакал да направиме една паралела. Тој Вардар од почетокот на 21 век и овој денешниот Вардар. Во смисла на условите за тренинг тогаш и сега. Добро, сега Вардар прераснува во модерен клуб, бидејќи има своја тренинг база, има одлични услови за тренинг, одлични услови за развиток на млади фудбалери. Тој период кога бев јас фудбалер, можеби екипата не беше многу послаба од сега, можеби чак беше и појака, бидејќи бевме околу 10 фудбалери исто годиште, околу 5-6 стандардни зборам, стандардни, а репрезентативци зборам Владко Гроздановски, јас, Дарко Тасевски, Никола Ѓошевски, Драган Начевски, Александар Баевски и да не пропуштам уште некој, значи бевме скоро сите во некои младински селекции, меѓутоа тогаш немавме добри услови за тренинг, трениравме на помошното игралиште на Вардар кое не беше баш задоволително, меѓутоа сме успеале секој да си го најде својот фудбалски пат. Така. Меѓутоа условите за тренинг и за работа со фудбалерите веројатно се најважното за да се произведе фудбалери. Да. Вардар денеска тие услови ги има, меѓутоа пред 15 на 20 на години ги немаше тие услови, ти отиде во Германија, се соочи со еден нов принцип на работа, со многу подобри услови од тие што ги имаше во Скопје. Да. Дали ти беше тешко да се прилагодиш на тој принцип на работа во Германија? Па на почеток, да, морам да ви искрен, првите 3-4 месеци едноставно таму се тренира многу понапорно, многу потешко, имаш и подобри услови за работа. И тој природниот период ми беше тежок, меѓутоа се во своје време се навикнав, едноставно научив како функционираат германците и го прифатив тој начин на работа и за мене беше немав никаков проблем во адаптацијата. Така. Во Ајнтрахт Франкфурт поминуваш 6 години, од 2005 до 2011, ако не се лажам. 6,5 година. 6,5, да. Замина 2005 на зима до 2011 лето. Да. Играше едно финале на Куп на Германија против Бајерн Мюнхен, загубивте, играше и во европските купови со Ајнтрахт Франкфурт. Да. Кажи ли нешто повеќе за овој период на играчки план? Добро, тој период беше можеби најуспешен, да кажам, во мојата кариера, бидејќи 2005 како што кажа игравме финале со Бајерн, 2006 веќе игравме групна фаза со многу јаки екипи, зборам Фенербахче, Палермо, тоа време беше јак. Потоа беше Ньюкасл, па беше уште една екипа Селта Виго
Значи беше таа пеколна група за нас. Ние испаднавме со 3 нерешени надпревари и еден пораз. Значи зборам нерешени надпревари каде што со Фенербахче во гости последниот надпревар водевме 2:0 на полувреме, 93-та израмнија Фенербахче на 2:2, испаднавме од групната фаза, меѓутоа тоа беа едни многу добри утакмици, тешки утакмици за релативно млада екипа. Ние тогаш Франкфурт само што влеговме во прва лига, немавме многу, да кажеме, финансиски средства за да се донесат квалитетни фудбалери. И тоа беше една огромна предност за тие млади играчи и вклучувајќи се себе кои направивме еден како да кажам пробив во фудбалска Европа и бевме барани од многу екипи. Во периодот, значи од Цементарница преку Вардар до Айнтрахт Франкфурт играше и за македонската фудбалска репрезентација. Веќе кажавме дебютираше 2000 година на турнирот во Варна против Азербејџан, меѓутоа она вистинското се дуваше од 2002 до 2008 година, кога забележа 34 настапи официјални за македонската репрезентација. Кажи ни нешто за тој период во репрезентацијата. Имаше историски настапи против Англија, меѓутоа имаше и некои слаби резултати. Тоа е нормално, знаете, ја спомнавте Англија, тоа беше историски резултат. Англија може најакиот противник во тој период, потоа Холандија, на 2 пати игравме нерешено 0:0 и 2:2, ја победивме Ирска во Скопје, имавме одлични, Шкотска исто, имавме одлични настапи, за жал и послаби, вклучувајќи го, ако јас не настапував, поразот од Андора, потоа не знам, нерешеното со Андора дома, значи и фудбалот е таков и не секогаш ќе има победи, меѓутоа тој период на моје место, значи зборам на штоперско место, имаше огромна конкуренција, значи Седловски, Игор Митревски, Ѓузелов, Игор Саша Николовски, така да јас играв, можеби некогаш седев и на клупата, меѓутоа тоа не беше никаков проблем. Јас сум професионалец и сите одлуки ги прифаќав нормално. Така да тој период го паметам подобро, имав одлични настапи. Ти играше, кажавме, во одбраната, меѓутоа имаш постигнато и 2 гола за македонската репрезентација. Се сеќаваш на кој надпревари беше? Израел знам дека едниот гол, а другиот гол е со Романија во гости. Со Романија во гости, и 2 гола во порази на македонската репрезентација. За жал. 3-2 од Израел и 2-1 од Романија, така. Репрезентативната кариера заврши во 2008 година на надпреварот против Црна Гора, пријателски во Подгорица. Потоа ти реши да ја прекинеш кариерата или селекторите наставно не те повикува? Па јас тој период имав многу повреди за жал. Значи 2 пати го оперирав коленото, имав што е може неспецифично за фудбалер кучешка тенија, кој исто ме оддалечи 6 месеци од фудбалските терени. Така да тоа е еден суров професионализам, мораш да се носиш со тоа и за жал не можејќи веќе да го дам максимум за репрезентација. Во договор со селекторот на надпреварот со Камерун добив признаница за мојот досегашен настап и одлучив да ставам крај на репрезентативната кариера. Да. Пред да почнеме да снимаме, значи јас ти кажав дека извадив комплетна статистика за настапите. 34 настапи, од кои 25 пати стартер, 9 пати од клупа, 2288 минути поминати на теренот, во кои си добил 10 жолти картони и си постигнал 2 гола. Морам да кажам дека се тоа не е за подценување. Па ќе кажам, значи штета моја што можев уште повеќе да направам и за репрезентацијата и на клубски план, меѓутоа повредите си го сторија своето и за жал прерано ме прекинав репрезентативната. Во 2011 година заминуваш од Айнтрахт Франкфурт, преминуваш во Кавала и од Кавала во Вардар каде што ја завршуваш кариера. Кажи ни нешто за крајот на твојата фудбалска кариера. Како играч? Па добро, знаете како јас после Айнтрахт Франкфурт имав понуди нормално, меѓутоа не бирав, тоест бирав каде ќе продолжам. Кавала ми беше некако комплетно добар проект, бидејќи блиску е до Скопје, околу 250 км. Можеше и фамилијата, тогаш се роди мојот прв син Петар, фамилијата можеше да ми доаѓа таму. И решив да прифатам таа понуда, значи меѓутоа за жал клубот поради претходни манипулации во прва или втора лига е испратен во четврта лига, каде што на сите играчи кои бевме тогаш, а кои не беа за подценување, значи зборам беше Калач, голманот на Милан, Даниел Алексич и едноставно се правеше добра екипа за Кавала да успее да игра во Европа наредна година, меѓутоа поради како што кажав манипулациите беше вратен у пета лига и сите играчи добивме комплет раскина договорот. Што јас размислувајќи решив да завршам мојата кариера кај што ја во Вардар, во мојот најомилен клуб. И тука не било пишано, коленото почна веќе пак да прави проблеми и нема веќе сила да
да продолжам понатака, едноставно се откажав и преминав во тренерски вода. Пред да преминеме на периодот каде што си веќе тренер, би сакал да те прашам кој е најдобриот тренер со кого си соработувал во твојата фудбалска кариера како играч? Па добро, значи зборам во репрезентацијата, тоест во Вардар, го спомнав Ѓоко Хаџиевски, значи тренер кој ке мене оставил огромен трак. Во репрезентацијата тука се Никола Илиевски Џиџи. Во Айнтрак Франкфурт Михаел Скибер ми беше тренер, Фридхем Функел ми беше 6 години тренер, каде што исто така остави огромен трак. И на крај крајава само 6 на крај на последните 6 месеци ми беше можеби најголемото тренерско име во Германија Кристоф Даум. Меѓутоа тој период траеше кратко и кога би ги извоил Ѓоко Хаџиевски, Никола Илиевски Џиџи и Фридхем Функел. Кога би требал да бираш со кого би играл на шtoперската позиција, кого би одбрал за партнер? Па во репрезентацијата Гоце Седловски би го одбрал, а во Айнтрахт би го одбрал Киријакос. Игравме заедно, едноставно и ден денес сме пријатели, се слушаме. Грчкиот репрезентативец, играше и во Глазгов Рейнџерс, мислам. Така да тие двајца ми биле омилени штоперски. Најтежок играч за Вардејн? Најтежок играч Мирослав Клозе и Андреј Шевченко. Тие двајца што ги памтам сега, против многу сме играле, ама тие двајца сум имал голема мака со нив. После завршување на играчката кариера, продолжуваш како тренер. Каде прво работеше како тренер? Работев во Металург, значи Никола Ѓошевски беше спортски директор, мојот кум. Јас после Вардар направив околу 3-4 месеци пауза скрос од фудбалот, решив да се одморам и потоа тој период го користев да навлезам во тренерските води во Германија малку да ги гледам тренинзите, да видам како работат германците во млади категории. Преминав во Металург, работев со кадети, со младинци, успеав во тој период да освојам 2 дупли круни и со кадетите и со младинците, потоа отидов во прва екипа на Металург, каде што бев помошник и кога веќе Металург почнуваше да финансиски да паѓа, да не можеше да ги прати, бидејќи тој период сите фудбалери што нешто значат се во сениорскиот фудбал млади се деца на Металург, затоа што тој период многу добро се работеше со млади категории и едноставно газдата Минче Орданов најверојатно не можеше да го држи тој товар, клубот полека почна да тоне, еве сега не ни постои, што е за жал за тој клуб. И од Металург јас преминав во Вардар, исто како координатор на младите категории, потоа тренер на младинци, на кадети и помошник во прва екипа. Да. Бев 4 години, извинете што прекинувам, 4 години бев помошник, каде што веќе години и пол сум прв тренер на првата екипа. Така. Додека беше помошник, Вардар го постигна најголемиот успех на клубски план во Македонија, пласман во групите на Лига Европа. Да. Чедо Милјаневски беше тренер тој период, баш Гоце Седловски за жал си замина предно период со Фенербахче. Чедо Милјаневски презема ден пред Фенербахче, успеавме да го поминеме и да влеземе, што кажавте, историски успех за некоја македонска екипа и за нас тоа беше едно огромно искуство и како екипа и како тренерски тим. Така да како да кажем, игравме против многу силни екипи, Зенит, Сан Себастијан, Реал Соседат и Розенбург, значи тие екипи се многу јаки за нас. Успеавме да освоиме еден бод, меѓутоа, како што кажав, искуството и финансиската добивка за клубот остана во посеќавање. Кажи ми, кој е рецептот да дојде тренерот 2 дена или 1 ден пред надпревар со гигант како Фенербахче и да го победи 2-0 на домашен терен и 2-1 во Истанбул? Нема рецепт, едноставно и среќата мора да е присутна. Јас се сеќам пред надпревар со Фенербахче, ние мислам ни створија многу шанси, Фенербахче беа подобри. Дадовме еден гол Тигран Барселона, ако се сеќавам, потоа 93-та минута ни се дадо автогол и со 2-0 за домашна екипа е многу добар резултат оваквото во тоа надпреварување. Реваншот поведува Фенербахче 1-0, има и шанси, меѓутоа знаете како фудбалот е. Што помисливте на 1-0 за Фенербахче во Истанбул? Па викам, сега овие пола сад ќе бидат пеколни за нас, што и така беше, едноставно таа еуфорија, тој фанатизам на Фенербахче, тој е познат во Европа, меѓутоа тоа е една нивна мало внимание, на контра успеавме да дадеме 1-1 и приказната беше завршена. Потоа треба они 4-1 да победа, што 15 минути не беше замислено. Мислиш дека во блиска иднина може да се повтори тој успех на Вардар? Не само Вардар, било која екипа. Па јас се надевам за доброто на македонскиот фудбал. Еве Шкендија малце разочара ова лето јас очекував повеќе, нема врска што се ривали на Вардар, кога игра Шкендија во европските надпревари
ние сакаме да победуват, бидејќи нас не се дига општо на македонскиот фудбал рейтингот, за жал ни испадна. Се надеваме дека блиски година барем некој приближно ќе го повтори успехот на Вардар. Така. Каква е состојбата моментално во Вардар? Значи имате забрана за трансфери на играчи до наредно лето. Како успеавте да составите екипа за да настапувате во прва лига оваа сезона? Па добро, среќа наша што имавме добра младинска екипа, така да скоро сите младинци 7-8 кои беа најквалитетни ги прибравме во прва екипа и тие не се само сега спотери, туку тие се стандардни prvotимци, тие играат стандардно, врз база на играчи кои ќе го земам Гачевски, Најдовски, Мицевски, Аврамовски, малку постари од нив, значи зборам 23-24 годишни, кои се еден темел на оваа млада екипа. Аврамов, Жуниор, Брдаревски, тие се малку постари фудбалери кои врз база на нив младите лесно ги компониравме и мислам дека сме на добар пат. Моја желба е оваа млада екипа, ако може да освои шампионска титула, ние би биле престрекни. Ако не, втора цел ни е излез во Европа, каде што мора да за тим како Вардар мора да е приоритет. Да. Која спомнавме Европа, Вардар годинава, иако обезбеди пасман во Европа, не доби лиценца. По втор пат. Во историјата мислам дека пред 15 на година исто тоа се случи. Дојдовте во Вардар во еден тежок период за клубот. Значи, во една финансиска криза, после настапите во Европа, каде што веќе екипата, странците си замина. Не ви беше страв дека целиот товар за евентуален неуспех ќе падне на ваш грб? Па добро, јас чим веќе си се нафатил во таа тренерска работа, мораш да се носиш со тоа. Секогаш е тренерот крив, екипата кој ќе изгуби, кој ќе не, јас сум свесен за тоа. Свесен сум што носи тежината да си тренер на Вардар. Меѓутоа, во разговор со газдата ми даде поддршка дека еден период од адаптација 4-5 месеци да согледаме екипата, да успееме ова што зборев тие млади играчи да ги инфилтрираме во прва екипа. Успеавме со малку среќа, зборам пак ќе се вратам на тие судиски неправди со Шкендија, што по мене има голем удар за нас. Со малку среќа да имавме, ние можеби ќе бевме шампиони. Меѓутоа оваа година релативно помладени, ја не памтам Вардар толку млад кога бил. Ќе пробаме да извадиме максимум од фудбалери. Ете, имаме во сите селекции од 21, 17, 19 до А репрезентативци, така да ќе пробаме со оваа екипа да го извадиме максимумот и да пробаме зашто да не бидеме шампиони. Минатата сезона со многу намален фонд на играчи успеавте да изводите пласман во Европа, барем така вели табелата, иако не настапивте. Годинава имаш уште помалку фонд на фудбалери. Мислиш дека можете да го постигнете, да го повторите успехот од минатата сезона, па дури да го надминете? Тоа не е приоритет. Нема, знаете како, Вардар е тоа. Значи да е младинец, он е фудбалер на Вардар, мора он да се носи со товарот што го носи тој клуб. Јас сум свесен дека ќе има осцилации на оваа млада екипа, меѓутоа затоа сме тука, тренерскиот тим да пробаме да балансираме, да ги држиме сите под една, како да кажам, фудбалска тензија, да нема опуштање, бидејќи го немаме тој луксуз ние да се опуштиме против некоја екипа, бидејќи немаме тој квалитет за жал што го имавме пред 2-3 години кога игравме во Лига Европа, така да е секое наше опуштање не кошта бодови, зборам прво коло со Ѓорче, второ коло се во новата сезона со Борец, така да пак ќе кажам мора да ги држиме сите фудбалери под некоја тензија, дека сепак е Вардар, секој пораз на Вардар е за јавноста шок. Да. Поготово за нашите навијачи. Идното лето веќе ќе можете да правите трансфери. Дали има во план креирање на нова шампионска екипа на фудбалот? Па сигурно, знаете, наша предност и предност за младите играчи сега да покажат кој е за Вардар, кој за жал не е за Вардар, така да врз база на нив ќе донесеме. Јас не преферирам секоја година се менува цел тим, туку на секоја позиција барем по еден добар фудбалер од странство кој прави разлика и да го дигне нивото на нашата игра. Вие сте млад тренер. Можам да кажам со неколку годишно искуство како тренер. Кој е најдобриот фудбалер кој што сте го тренирале во овие изминати 4-5 години откако сте во... Па можам да кажам дека е Филипе. Филипе е фудбалер кој по мене има перфектни способности, зборам технички, тактички, секој решава ситуации во тежок момент за екипата, така да мислам дека Филип е фудбалер кој по мене еве во овие 3-4 години во Вардар како помошник и го имав лани како прв тренер, мислам дека е фудбалер кој бил најдобар. Меѓутоа мислам дека откако првиот пат замина од Вардар во Казахстан и после неговото враќање, како да гледавме некој
друг Филипе. Да, управо си. И сега во Шкенди. Да, јас го зборам Филипе кога беше у Вардар. Првиот пат во групите на лига. Да, стварно вистина се работеше за фудбалер кој комотно да бил помлад 22-3 години може да игра во европските лиги. Мислиш дека тој пат во формата е поради тоа што Вардар имаше одлична екипа во тој период и него како играч му беше многу лесно да игра? Или пак мислиш дека е нешто друго? Па и тоа има, значи бидејќи сега екипа тоа кога се врати екипата беше релативно послаба, меѓутоа има и тоа дека он можеби е презаситен од македонска лига, зашто фудбалер кој отишол во македонска лига и се вратил е многу тешко да се мотивира, така да тука тие две работи се клучни за падот на неговата форма и во Вардар и сега во Шкенди. Да. Кажавме дека бевте тренери во Металург и во Вардар на млади категории. Би можеле да извоите еден, двајца или тројца играчи со најголема перспектива за македонскиот фудбал, од тие што сте ги тренирале во млади категории? Па, да, значи мислам дека Георгиев тоа време го има во Металург преку Силек, сега отиде во Српската лига, се работеше на многу добар фудбалер, Димитар Иванов, кој за жал и него повредите он стигна до првотимец на Вардар, за жал него повредите исто го вратија многу назад. Димов од Академија Пандев, стартниот овакво беше мене во Металург, бев тренер, така да се тие 3-4 фудбалери кои ја мислам имаат блескава иднина пред себе. Се надам дека ќе искористат нивниот потенцијал. Така. Како ќе ги искоментирате моменталните настапи на сениорската репрезентација? Значи, одигравме одлично во Лигата на нации, потоа се дуваше на вистинското, каде што веќе има и посилни противници во квалификациите за Европското првенство. Тргнавме добро, следуваа 2 порази дома и сега гостинските натпревари повторно добри резултати. Како ќе искоментирате оваа ситуација? Па мислам дека Лигата на нации, ајде да тргнеме на страна, таму имаме историска шанса, меѓутоа јас гледајќи го Косово против Англија, мислам дека ќе има пеколно тежок натпревар за нас. Меѓутоа тој полесниот пат да се пласираме, а потешкиот пат сега овие 4 натпревари се клучни. Зборам Словенија дома, каде што ние мора да победиме некој посилен за да влеземе барем у него. Ние ја победивме само Летонија, а одигравме нерешено со Израел и со Словенија во гости. Сега тие две екипи ни играат дома, играме со нив дома и мора барем да победиме една или две од нив за да пробаме да фатиме приклучок кон врвот и второ место што води во европско првенство. Добро, Косово ако се пласира на европско преку група, противник во баражот ќе ни биде Азербејџан, кај што мислам дека веќе имаме реална шанса да го поминеме и веќе во финалето да се бориме за место на европското првенство. Меѓутоа, еден друг факт околу репрезентацијата. На домашните натпревари ја победивме само Летонија. Додека на гости победивме со Летонија, а одигравме нерешено со Израел и со Словенија. Значи 3 бодови дома, 5 на гости. Тоа е така и можам да кажем и во мое време. Ние против појаките репрезентации на домашен терен, кога ние треба да напаѓаме, те носи еуфорија публика, сме имале проблеми, затоа што едноставно противници добро ни се бранеле, а напред биле многу појаки, каде што ја користеле може нашиот простор што го ставаме, така и сега. Значи ние ќе не биде потешко со Израел дома, него со Израел у гости. Тоа е моје мислење со Словенија, затоа што Израел ќе дојде порезервиран тука, ти треба да го нападнеш да дадеш гол, и Словенија исто, така да они ќе имаат простор за ако го искористат за наша несреќа, се надам дека нема да биде така, ќе имаме проблем. Да. Со Полска имавме еден несреќен пораз, меѓутоа Австрија комплетно не набава. Да, Австрија е по мене друго ниво. Австрија е по друго ниво од нас, едноставно на секој играч е светска класа, така да ќе биде тешко. Меѓутоа во Скопје гостували репрезентации од типот на Шпанија, на Англија, на Холандија, на Италија, меѓутоа мислам дека ниту еден од овие репрезентации не надига како Австрија. Да, Австрија до сега по мене еден од послабите. Да. Со селекторот Игор Ангеловски игравте заедно во Цементарница. Да. Дали би му препорачале некој играч што не е во репрезентацијата, а може да биде повикан и да се носи со овие репрезентативци? Па добро, не сакам погрешно да бидам сватен. Значи јас па ќе кажам, секој што направил грешка, ако ја признал, треба да се опрости. Ние немаме на пример напаѓач како Адис Јаховиќ, кој дава голови во турска лига, меѓутоа нивниот однос не е добар и репрезентацијата е таа која пати. Значи тие фудбалери кои зборам Гачевски, голманот на Вардар, Брдаревски кој игра стандардно, Кико Тошевски веќе е во репрезентацијата. Така да по мене јас му сугерирав да го повика и Коста Манев од Вардар, кој у тоа време беше еден од најдобрите што опери во македонска лига. Меѓутоа неговата е последна одлука и ние само ќе му даваме поддршка. Така. Саше, ти потекнуваш од Лешок.
од Тетовско. Меѓутоа, во играчката кариера никогаш не играше за Тетовска екипа, сега си тренер. Дали во иднина можеме да те видиме на клупата на некоја тетовска екипа, ја ќе речам на Тетекс? Па не, се надевам да, зашто да не. Не знаеш што носи животот. Се надевам дека Тетекс му личи да биде во првата лига, едноставно е клуб со голема традиција, тука и љубот е нормално. Така да се надевам некојаш блиски дни ако постои некоја можност, зашто да не. Дали еден ден се гледаш на чело на македонската репрезентација? Па и тоа е моја амбиција, зашто да не. Ќе видиме, јас сакам кариерата чекор по чекор да се градам, не сакам преголеми, сепак сум еден млад тренер, не сакам преголеми чекори, затоа што тој преголем чекор може и некојаш да те изгори, да те врати после 5 чекори назад, така да, што вика, степ бај степ. Еден надпревар од играчката кариера што можеш да го издвоиш? Па надпреварот со Бромби, 2-2, каде што ја постигнав 2 гола и тој надпревар влеговме во групна фаза Лига Европа. 2006 или 2007 година, мислам беше. А како тренер? Па Фенербахче. Ете, како помошни Фенербахче, а како прв тренер победата со Академија Пандев 3-0, каде што одигравме наистина добро. Саше ти благодарам за гостување. Благодарам. Се надевам дека ќе продолжиш со успех во тренерската кариера. Се надевам исто така и дека еден ден ќе те видиме еве на да видиш тренери на една тетовска екипа, рековме на петек, сега ќе видите, еве Шкендија не ја спомнувам, бидејќи сега сте. Не сум за Шкендија. Сега сте ривали во првенството. Да, во Тетекс ти благодарам уште еднаш за учеството и многу успех во игра. Ви благодарам и на вас.